Во ресторанот, односно пицеријата, сме на Живко Атанасовски од Струмичко. 40 години Живко си во Швајцарија. Да. Чест ни е што сме гости во твојот убав ресторан, пробавме и некои од специјалитетите, од убави пици, убави меса. Како изгледа твоето секојдневие? Како изгледа еден ден на Живко во Швајцарија? И колку се смени Живко за овие 40 години како личност? Како прво, мило ми е што сте дојдени тука да ме посетите и ја користам шансата да ги поздравам сите македонци на секаде во светот и така и во Македонија, а посебно клубовите во Швајцарија кои се членови на Сдруженијето на македонските друштва, пошто јас сум председател на ЗМД, Сдруженијето на македонските друштва. Мојот секојдневен живот е во Швајцарија, во една држава што е на најдемократски начин изградена, директна демократија и ете, после 40 години гледат се резултатите. Имам доста мои имобилија или станови или објекти кои секојдневно како ресторани и плюс како објекти станови или било други имобилија ги означувам и се гордеам со моите символи од Македонија, а посебно како македонец живеам од гастрономијата. Моите гости се голем дел швајцарци и доста и македонци, доста и други како националности. Јас сум заблагодарен од сите кои ме посетуваат и очекувам да бидеме успешни и да го пренесеме успехот на нашите генерации македонци кои живеат во диаспората секаде во светот, не само во Швајцарија. Живко, сега сме недела, 22 часот и 30 минути ноќе, дојдовме ноќе во ова убаво место и GPS-от малку не возеше лево-десно, меѓутоа сонцето, 16-кракото сонце, кое е символ на оваа пицерија, ни покажа каде да одиме. Го видовме оддалеку и точно го најдовме. Ова е твојот символ идентитетски со кој се гордееш и го ставаш на твојот бизнис. Имаш проблеми затоа што го користиш овој символ во Швајцарија? До сега не сум имал. Ти се јавуваат на телефон, да речеме некој? До сега немам такви проблеми од други националности, него имам проблем од наши македонци кои се определени од СДСМ. Ти што ти викат доста со тоа сонце? Да. Сами се негираат. Не сакам повеќе да зборам. Разговарајќи, не криеше дека имаш амбиции да влезеш во политиката во Македонија. Ти си веќе во возраст на сериозен човек, искусен човек, ближиш до 60-та година од животот. Мислиш дека вреди да се инвестира политички во Македонија? Ако зборуваме за Македонија, општо за корупција, на сите ни е јасно како функционира. Технологијата денеска е толку квалитетна, не е тешко тоа да го сватиш. Него ние сме поробени од светската политика, која прифатеа домашните политичари, а македонскиот народ го гасат како цигари. Не вреди ништо. Никога ќе излезат на избори, никога ќе треба нешто за народ да се прави. Оплячкаа се што има, продадеа се што има и сега ние, диаспората ни останува да се поврзаме со македонците од Грција, од Бугарија, од Србија, со нашите територии кои се окупирани од окупаторите кои и ден денеска ни одзимаат
ни одзимаат јазикот, историјата и многу други работи кои се библиски назначени и докажани преку Господ, не само преку политиката, него јас лично, како 58 години, 40 години работејќи во Швајцарија, секој пат планирам да бидам еден дел во Македонија и еден дел во Швајцарија. Пошто јас мојот живот е поминат во Швајцарија. Научен на други системи и регули, познавајќи го системот во Македонија. Затоа ние сите македонци треба да не се откажеме, пошто сега Македонија и македонски спас зависи од диаспората. Тие македонци што сакат во Македонија да работат, тие се исто окупирани, заробени. Ако се бориш ако го трераш правдата и си ја сакаш државата, ќе завршиш во затвор. Јас не верувам да тоа што е направено нелегално и не по човечките права, незаконски, да може да не се смени. Пошто во Македонија се што е направено против уставот, против законот, против човечките права.